победничка урбана заедница за ВМРО-ДПМНЕ. Чиро Крстев, урбана заедница, ништо не може да биде друго освен ВМРО-ДПМНЕ и подржувала секогаш правите луѓе, ги подржувала потенцијалните луѓе за подобро Кавадарци, за подобра држава. Денеска сме тука заедно сите да се представиме, да се видиме и да ве замолам, јас прво лично од моје како градоначалник, како што го давате гласот и за мене на локалните избори. И со тоа се осеќате горди и до сега сме пред вас, и никогаш не сме се сокрили за ништо. Така, сакам да ве замолам, пред се да ве замолам за Кавадарци, за Република Македонија масовно да излеземе на 8, да го дадеме гласот за носител на изборен ден за 4 господин Александар Николовски и за председателски избори за нашиот кандидат Гордана Сијановска. Затоа што ова ни е последната шанса. Верувам во политичкиот потенцијал и во човечкиот потенцијал на идниот лидер и председател на Република Македонија, професорот Христијан Мицковски и професорот Гордана Сијановска. Со високо кренати глави и силно напред да испаднеме на 8 мај, да ја покажеме силата силата на македонскиот народ, дека ние можеме и тоа многу повеќе и знаеме како да работиме, како да правиме проекти, како да реализираме проекти. Тоа го покажавме и во нашиот град, со нашиот градоначалник и советот на општина Кавадарци. Покрај другото, покрај тоа што треба да ја потврдиме победата од првиот круг на председателските избори, треба да излеземе масовно. Затоа, од овдека повикувам до сите граѓани на општина Кавадарци, до цела Тиквешија. Сега е времето, дојдено е времето да го дадеме гласот за ВМРО-ДПМНЕ, за коалицијата Твоја Македонија, за повторно да се врати гордоста во Македонија, да ја видиме Македонија како победува, да видиме како доаѓаат нови странски инвестиции и во новата програма која што ја нудиме како политичка опција, платформа 198 има 1200 проекти. Ќе набројам само неколку, оние што се за Кавадарци. Капиталните проекти, децениската желба на нашите предци за обиколницата од Марена, Југокомерс до Витачево, автопатското, граничниот премин Колевец, заедно со на грчката граница. Потоа го имаме регионалниот пат Кавадарци, Дисан, Неготино, да излеземе на автопатот Александар Македонски. Ако во 1991 година на мои 18 години имавме само една желба да ја видиме Македонија слободна и независна, сега еве после 31-2 години, за жал, гледаме дека треба сите заедно да се стегнеме и да ја зачуваме ова Македонија, ова парче земја кое што ни остана. На председателските избори е огромна. Работата се уште не е завршена. Затоа што согласно нашиот устав, за да биде избран председател на Македонија, во вториот круг треба да гласа најмалку 40% од запишаните избирачи за еден од двата кандидати. Што значи дека во вториот круг треба да гласа најмалку 730.000 луѓе за председателските избори да бидат успешни. Имајќи предвид дека избирачкиот список во Македонија е поголем или еднаков на вкупното население кое што живее во Македонија, тоа е така заради иселувањето, тоа е навистина голема бројка. И таа бројка во услови на бојкот, кој што сигурно ќе оправи политичката партија ДУИ, може да се постигне само со масовна референдумска излезност. И затоа ние во вториот круг не се бориме за победа на мојата професорка Гордана на Стево Пендаровски. Победата е известна. Ние во вториот круг се бориме за успешни председателски избори кои што нема да му овозможат на Али Ахмети криза во Македонија.